Ама новинарските здруженија, ја зборев со Младен Чадиковски кога овој правеше листи офшоров, де ме ќе отстрелувал, не знам, мене, Да, Милош, тебе, Фурка, не знам кој. Абе, ние сме решили у ЗНМ да не реагираме. Зашто? Па демек тој не бил новинар, бил на Фейсбук. Абе, кој сака нека е, не мора да ми се закани новинар за да реагираш. Заканата е кон новинар. Собереме, дај да покренеме, да му собереме пари за колената. Што да ми објаснат овие што го од ботовите што го бранат Мицкоски, што го правдуваат, ама требал он сконцентриран, коленото го болело, па тоа вие се смеете, па ме караат. Ние сме се смееле, ама тоа било сериозен медицински проблем. Па како бил сериозен медицински проблем 3 пати у неделата у теретана, 3 пати у неделата на водно. Ма нема полошо од симењување од планина. Како не ви е за колено? За колено најлошо. Нема полошо. Па дури и качуење. Може на грб го симнуваат. Тие што шират со него. Мечка да те расположам, види коментарите. Ова се неколку коментари, нека ги пушти режија, кој што иде уживо да декодаш емисијата. Значи мене ми е срам што овие со ангажирани ботови. Не, ова не се ботови. Ова се 20, извини Милош. 25.000 евра во еден правец за 5 души кои деле. За премиер. Не бе по човек. По човек е 25.000 евра. Убаво внимавај што кажува. Значи он ти вика Скопје, Виена, Њујорк, Вашингтон. Нема да се 4 нозе, така, 4 лекс се вика тоа. И назад 4 чекори, да. Така. Чи не. Ако отишле од Вашингтон до Њујорк, чисто онака на два. Па беа у Њујорк бе. Па тоа и повише значи. Па беа у Њујорк, што ти зборам? А што да не мислиш дека таму летеле со втора класа? Зашто во Америка не го болат колената. Зашто бе не ги дале парите за ова и да речат видете вака, ние ќе одиме со економска класа 1000 евра. Еве ги парите да се излечи. И ја имам друг предлог. Шафхаузенот ако го продаде за 2. Ама Шафхаузенот си е негов приватен, нема потреба да го продава. Како бе, од кај? Пари од буџет кога троши. Од кај знаеш дека тоа не е од буџет? Абе сега, значи, ова знаеме дека е сигурно од буџет. Што иде со авион. Филип, рековме овие прашања внатре во себе, поставувај си ги, а пушти, Мечка, ова е одговорот на твоето прашање, зошто Мицкоски го прави ова. Пушти ги двете фотографии. Ај. Да видиме зашто. Ова се таленти на денот, на неделата, на деценијата. Што е ова? Ја уште не можам да видам. Вика. Зорјан Пејковски. Премиере професор доктор Христијан Мицкоски. Покажува интелектуална суверена моќ и колку и да се обидуваат да го провоцираат, тоа покажува неговата мудрост, знаење и совршенство. Совршенство, браво. Зоран Пејковски само што плати уште еден билет за премиерот во бизнис класа. Ова, значи, со ваков коментар се осигурува уште еден билет. Знаеш ли кој е Зоран Пејковски, бе? Кој? Зоран Пејковски е еден од Битола. И ние снимаме спот со градоначалникот сегашен на Битола. Добро. И требаше сценариото во спотот беше градоначалникот кога ќе помине по широк сокак, да опуштиме спот да се подсетат, да се поздрави со луѓе кои што, нели? И со овој ли се поздрави? Не, и на овој му викаме, абе да се поздравиш со Тони, ќе помине, ни треба за кадар да изделува. Не, брат, ја не можам, тоа политика не ме интересира. Овој, Зоран Пејковски. Кој снимаше со мене, бе? Ти беше? Ја бев со тебе. Ја бев со тебе, ама не може да се сетам на тоа. Слушај. Првиот или вториот пат? Вториот пат. Вториот пат, значи со шеширот од кафич излезе. Еден голем. Ова е неверојатен коментар. Вика мудрост, знаење и совршенство. Па тоа е, значи јас сум погодил кога сум го нарекол политички бог. Пошто политички бог може само совршенство да илуминира, така? Абе, Божан вика, оставете ги коментари. Божан вика, хаха, јако е да ги знаете сите будали, брат, како да не ги знаеме, ние таму сме биле Се пофали си. Ама се што да се пофалам, не кријам дека ние имаме десничарска идеологија и дека нашата идеологија секогаш била на страна на идеологијата на ВМРО. И ние имаме право некојаш да сгрешиме. Ама
Не знам како да ти кажам. Значи ние сме биле нема протест, митинг на кој што не сме А биле. овој кој што се плашил да го има спот на ВМРО, сега пишува, покажува интелектуална суверена моќ и колку да се обидува да го провоцира, тоа покажува неговата мудрост, Знаење и совршенство. Он е совршен, Мицкоски е совршен. Инаку овој Зоран Пековски е некој писател. Стварно малце не сум, ова е хакту. Ова не е. Еве Битолчанка ме потврдува. Само се извинувам, сакам ја еден коментар да најдам. Сега ќе ви го пуштам. Само да ги И да го поздравам ја тој. Да ги допрочитам овие. Данчо Велковски вели така е премиеру. Еве уште едно бизнис патување за Мицкоски. Точно, Дилаве Расков. Така е, вика. Новинарите треба да се спремаат подобро, затоа што се нервираме и ние гледачите на несоодветни прашања. Снежана Лупевска беше Пајмаковска. спремна пушка. Значи ова е од вакви луѓе, политичарите у оваа држава се чувствуваат како богови и го дупат македонскиот народ како сакаат. Значи вие сте олеснителната околност на овие луѓе. Вие сте олеснувачи у процесот на дупење у здрав мозок на 1.800.000 луѓе кои што живеат у оваа држава. Значи заради вас ни се случуваат срања 30 години, заради вас не можеме да мрднеме од мртва точка, заради вас што не можете да оставите капка да капне. Ми сум работел таму. Никош вакво нешто ни сум напишал, ни сум кажал, а не сум го ни помислил. Сум мислел дека работам за нешто поголемо. За идеја. Мирзе Суман вика, о, липса на новинарка. Абе, оди... Ајде да ти кажам што преше. У планина. Не у планина, сакав... Бег со скозите. Абе, дај жи. Ајде пушти го... Не таа мрднатата, не ми ја пуштај на... Некам да ја имам на аква, тој другиот пушти. И тој е мрдната, ама помалце. Ја знам таа мрднатата, ја видам. Што бе, Благој Трајковски, на кој прашање бе, брат, не сум ти одговорил? Живеј, Благој. Благој, ај постави го пак прашањето, не сум го видел, ке ти одговорам. Зашо ме пушташ вака? Слика бе дупло да видиш. Преако е. Мислам дека треба да воведеме рубрика у тешки муабети најголем пуропушач на денот. Ке имаш многу конкуренција. Мислам дека треба награди да им доделуваме хакту на неделата. На денот. Еве го мечка. Овој за... Снежана Лупевска, ја може да се согласувам или да не се согласувам. Снежана Лупевска за Миленко Неделковски како да кажам, значи Новинар. Такер Карлсон. Такер Карлсон е, академик. Джо Роган. Джо Роган е Снежана за жана за Миленко Неделковски. Миленко Неделковски. Абе, кога стана оваа држава, не ми е јасно мене, кога во оваа држава фактор стана Миленко Па не е фактор. Јоци, како не е? Како не е? Кај е фактор? Како не е? УФК Вардар. Како не е? Скауте. Ти го ставаш во емисија, иначе нема да го видиме никад. Јоци, она дефектон што од аеродром, што има диагнози. Кога станаат тие луѓе фактори, кога би бил... Драган Цептар вика треба да му се препише лекот мугоцицал 3 пати на ден. Значи он и поише пати на ден го пие. Морам да се согласам со Наталија. Супер физиолошки дози прима на мугоцицал. Морам да се согласам со Наталија. Оваквите реакции на овие џавкачиве покажуваат дека дека Жана Лупевска го извадила Мицика од кондури.
Му пишал, пиши нешто за Снеже. Пиши нешто лошо за Снеже, ми еба мајка. Не бе, овој Миго Цицалов нема потреба да му пише, он си ја знае задачата. Треба, ама новинарските здруженија Зафатени се моментално. не се зафатени. Него ја му Цицал викам, прават. абе му викам на нели му се јавив на ние сме членови на ЗНМ. Еве Джемо ти вика не викај. Го плашиш. Филип те има појачано таму речи. Джемо. Са најако да се слушаш. Значи, ја зборев со Младен Чадиковски кога овој правеше листи офшоров, кога правеше листи за деме ќе отстрелувал, не знам, мене, Да, Милош, тебе, Фурка, не знам кој. И? Абе ние сме решили у ЗНМ да не реагираме. Е, многу јако бе. Зашто? Па демек тој не бил новинар, бил на Фейсбук. Абе кој сака нека е, ако он ми се заканува мене, дури да е не мора да значи, не мора да ми се закани новинар дај ни- за да реагираш. Дај ние ќе си направиме. Заканата е кон новинар. Па што мора за И nama? реагирај. Дај ние ќе си направиме здружение. Штом не Абе, ќе ост- тони да Абе реагира. какво да правам Па здружение? што? Ние бе, Дополнителни општествени ало, чекај мац. ние тројца ќе си бидеме здружение Да, чекај, и ама ние се- ќе се буниме. Дополнителни општествени активности да И правам. Александра 4. Чек. Трајан Велков вели да живее Христијан Мицковски, а вие пукнете од инат. Брат, Препишано ти е Миго Цицал Значи- 3 пати на ден. и он има испиено и спермадол. Чекај да го видиме Трајан Честит. Велков. Трајан Велков кога се формирал. Он не е формиран уште. Е се, ај пушти Што го би и рекла другиот Мирка, коментар. не целосни личности. Ај пушти го другиот коментар. Да му собратам на лицето. Лицето е за лечење. Чекај. Не, ама стварно е човекот со диагноза. Чекај бе. Види. Infomax има објавено текст. Минималните трошоци за основни потреби на едно семејство во јули се 6570 денари. И Сашо Ристевски пишал да можам би ве убил. Нас. Та ова го видов јас. Нас, па ти ни го пред. А ние не сме криви што се миналното. Не разбирам. Он нас би не убил. Дојди бе брат. Пиши, ја да ти дам адреса. Да ти дадеме можност да не убиеш. Ама ако не убиеш, Немој после. Нема човекот е со посебни потреби. Мислиш? Да бе, да. Го Се знае. мотка таму, Знаеш полка кој е? центар. Да бе, да. Ама се мота по штабов, ја? Да бе, да. Полка центар. Го знам бе, пријател ми е на Facebook. ој, Од време на време ќе ми пише убав некој коментар и сега пишал да можам би ве убил. Сега Сашо што да ти кажам? Да си жив и здрав и ти, брат. полиција бе, Панче Тошковски, министре, Cyber Crime, Жуто комбе. ова нешто има ли овде? Жуто комбе. Он да можел би не убил. Жуто комбе му треба на. Кај се наоѓате бе? Што ви е на вас бе? Смирете хормоните малце, ало. Како ти кажам. Види, од овие ваквите си патиме. Од овие најмногу си пати држава. Тие што не ги казнуваат овие од кои што си патиме, не ги казнуваат затоа што тие ги носат нивна власт. Се доека нормалниот убав народ не излезе на гласање, не партиски потрчковци, не партиски полтрони и послушници, не искочи нормалниот народ на гласање. Оние 50% кои што не искачаат на гласање, не гласаат оваа држава, не ги интересира политика, се занимаваат со приватен бизнис, семејство си водат и така над. Се доека тие не искочат и не направат некаква промена, овие партиски куртони ќе ги менјаат ВМРО и СДС у наредниве уште 30 години. И ќе биде исто. Ќе се прават истите работи, ќе збориме за истите работи, ќе собираме пари за лекување на деца, доека ќе патуваат политичарите со бизнис класа, ќе зборат дека требало 10 закони да се сменат И за да си ја колено дека намалат да. платата, да си ја намалат. А сега што ќе се зголемува пак? Чек си ја зголема да пак платата, значи. Од овие си патиме. Вие овозможувате да го дупат обичниот човек у здрав мозок. Вие. И можам само
да ви честитам на упорност. Пази колку е... ние известуваме дека минималните трошоци се зголемени за живот, за неговиот живот дека се зголемени и дека треба владата да најде начин да го олесни животот за луѓето. Он пишал да можам би ве уби. Леле. Слушај, он, знаеш... Кој ока е, бе? Еве го бе. У центар бе. Дај ми извади го, стави го комплет, извади го. Извади го со центар. слики. Штом така, така? Инаку да знаеш една работа. Он овде предпоставувам дека мисли дека со текстот го напаѓате неговото совршенство. Односно, господинот професор и доктор и другар и пријател и роднина и два пати господин и премиер и политички бог, односно совршенство. Веројатно мисли дека овој текст го напаѓа совршенството, односно му намалува од Леле, дај, пушти го, совршенството. те молам, Еве. совршенство да видам пак. Осте го бе, пети, ај. Го најде ли? Суртук ли е? Абе, суртук. Дај пушти го тоа со Турцизам бе совршенство. суртук. Шубав збор, а? Суртук. Сакаш? Сакаш? Не. Пушти ова да видам совршенството, молим. Коментарот за совршенството. Премиерот професор доктор Христијан Мицковски тоа го тагнал, да не промаши Мицко да му го прочита коментарот. Да. Тагнат, а? Тагнат, гледаш? А тоа е значи Да. со фелацијо е коментарот. Да го тагнал да го види. Покажува интелектуална, суверена моќ и колку да се обидува да го провоцира, тоа ја покажува неговата мудрост, знаење и совршенство. Совршенство. Мицко не ги гледа овие коментари. Абе на жена ти треба да ја кажеш дека е совршена. Абе тоа е, не знам, на мајка ти, на керка, на Боже, син, Господи, у која држава, значи што се претвори народов у држава или само тој народ остана? Или тоа што остана чкар. Нема, ма само Чкар. тој имаше тука коментари различни размисли. Значи тој народ се истакнува Ова со својата ова да го глупост. чувате за Cyber команда, ќе го истакнам ова. Ова Си- со совршенство, јако ми се уклапа уредењево на титули. Значи Совршенство се истакнува со својата неинтелигенција. Мартин Илиевски, Инфомакс, Мечка и Мичо, отскочна даска на Мицика му беа локалните избори каде што вие имавте значителна улога за победа, како и левица и од тука и вие индиректно учествувате во креирањето на оваа влада. Јас Мартин Илиевски се согласувам со тебе 300% и заради тоа чувствуваме одговорност и реагираме на начин кој што реагираме, тоа е овој начин кој што го гледаш. Давид Симоновски, престани да се глупираш, значи глупи коментари пишуваш, престани, молим те. Значи не се бламирај. Жал ни е за Абе, тоа. овој Немој Давид да да мислиш не дека нешто интелигентно пишуваш, Е. бидејќи пишуваш глупости. овој Давид Ја те прашав, Давид, дали е подобро 25.000 евра да се дадат да се излечи самохрана мајка на 2 деца, или е подобро да му се дадат 25.000 евра на Мицковски да лета со бизнис класа? Што е подобро по тебе? И одговори ми го тоа. Бидејќи може Мицковски со економска класа да отиде до Вашингтон, може и со бизнис. Ако отишол со економска, може да даде пари за девојче да се оперира, а не да ги троши, истите тие пари да ги троши за бизнис класа, го боли на колената. И немој да мислиш дека пишеш дека паметни коментари, бидејќи ти се глупи. Не браниш никога, само ни даваш нас пенари да ги напаѓаме поише. Овој Давид да не е еден пуничок, еден како... Не, А? тој е Весков. Тој е малку како... И тој да е жив исто. Така... Нека е жив и здрав и тој. Каков лик е тоа. Добро. Види, Пошто он така за совршенство знае да коментира кога сака да влезе во внатрешни органи, за тоа прашав. овие што нема да ги извадиме од натрешните органи, нема да ги извадиме, тоа е. Значи, Тури на му некој, тури на му некој луѓе едноставно им е судбина цел живот да живеат У внатрешни органи. во влажни услови, во калјави услови, во темни и Како мрачни како простори. Бактерија, така?
И веројатно тоа е, таму се чувствуваат како дома и они не можат да излезат од таму, едноставно така се навикнати, него да видиме за овие нормалниот народ кој што не гледа и кој што разбира, да види како вчера Мицкоски буквално ги дупеше сите луѓе во оваа држава. Нели Македонија за тебе ги дупеше. Вика. Ај пушти го Мицкоски за синдикатите да видиме што кажа. Да прочитаме на коментарот незгодно Мијако моц, од прашање дали ако има протести за рушење на оваа народна власт кој учествувате ќе поддржите. Ние ќе учествуваме и ќе поддржиме секаков протест. Особено антивладин без разлика која предводи владата. Јас сметам дека протестот е најелементарен израз на Незадоволство. на незадоволство на Гарантиран граѓаните. сустав. Така да, ако е тоа елементарна појава на демократијата, тогаш таа елементарна појава на демократијата мислам дека треба да биде и промовирана и поддржана.